Бога нам великанот Петре Тевелковски. Во светите книги е нашиот тестамент, нашиот македонски тестамент. Уште пред 2000 години, кога нивните недефинирани предци беа качени на дрво, светиот апостол Павле на народот наш во Светото писмо, новозаветно, восхвално послание му прати. Мили браќа и мили сестри, градители на првата црква Христова во Солун, јас, Павле, и моите собраќа Силуан и Тимотеј, секогаш му благодариме на Бога за сите вас, секогаш ве спомнуваме во молитвите наши и секаде го кажуваме како пример трудот на вашата вера, делото на вашата љубов и трпението на надежта ваша во нашиот Господ Исус Христос. Така што вие станавте образец за сите верници, оти од вас македонците одекна Словото Господово. И не само во Македонија и во Ахаја, туку насекаде, во секое место се пронесе славата за верата ваша во Бога. Вие, браќа, никогаш нема да бидете во темница, оти вие сте децата на сонцето, вие сте синови на светлината, вие сте синови на денот, вие сте нашата надеж, нашиот венец за пофалба и нашата слава. Ете зошто, браќа и сестри, да се биде македонец. Најпрв ни е света работа, а дори потоа проклетство и немир. Ние не сме македонци само затоа што зборуваме, што пишуваме, што пееме и што играме на македонски. Македонци сме најмногу само затоа што сме страдале на македонски. Никогаш не се израдувавме на татковината. Со едната рака ја оравме, со другата ја браневме и до денов денешен ја немаме целата асолно одбрането, па сепак прекрасно и од Бога благословено е што сме македонци и што сме жив нишан во светот. А имаше векови на златната боја, кога Македонија беше зацарена на половина планета, од Пела до Персија, и никој тогаш немаше дрскост да рече дека сме малолюден народ, неважна земја, вештачка творба, дека Коминтерната не измислила, а денеска секој имбецил, секој дебил си зема за право да не негира, да не манипулира, да не валка, да не преименува и безкрајно и безсрамно да ни докажува дека ние македонците не сме биле тоа што сме. Ние македонците никогаш до сега ниту куќа, ниту црква, ниту манастир, ниту што да е друго со туѓ камен не изградивме. Ние македонците никогаш досега не стекнавме знаење за тоа како се прават неправедни држави и фалсификувани истории, ниту како се пустошат туѓи градови и гробови. Затоа имаме недоволни молитвеници кои измолија за нашиот напатен народ
и за нашата распарчена земја, рајските порти секогаш да бидат отворени. Ние, македонците, никогаш досега не сме биле задоени во мир и имаштина. Од градите нашите измачени мајки никогаш не текло мед и млеко. Од градите на нашите мајки секогаш тече немир, тече пелин, тече бунт. Од градите на нашите мајки тече крвта на фалангите, крвта на војводите, крвта на комитите, крвта на партизаните, крвта на бранителите. Ете, затоа ние денеска имаме силен глас дури за најтврди уши. Пред повеќе од 100 години Македонија е распарчена во Букурешт. Алчните балкански држави и нивните изопачени и корумпирани европски помагатели и прематари повеќе од 100 години напразно се надеваат дека ќе замре нашиот богољубив збор, дека ќе секне нашата молитвена песна, дека ќе се скине нашето тешко оро, дека ќе изгаснат нашите бунтовни души, дека нашите мајки ќе престанат да раѓаат горди и храбри синови и дека со тоа ќе заврши нашата древна, нашата славна, нашата 70 вековна историја. Но еве, слава му, исполај му на Господа, сето тоа до денов денешен, ечи, трешти, врие, клокоти, се бунтува во нас. И со голо око сега може да се види македонската постојбина и од Ерусалем, и од Света Гора, и од Брисел, и од Берлин, и од Букуреш, и од Копенхаген, и од Женева, и од Лондон, и од Вашингтон, и од Нью-Йорк, зашто Македонија не е само држава. Да беше Македонија само обична држава, по 2,5-3,5 илјади години денеска немаше да има ни една прашинка од неа. Да беше Македонија обична, расипана и фашизирана држава, какви што се нивните, денеска ние овдека ќе бевме со наветнати глави. Но Македонија е икона на Балканот. Македонија е црква на Европа. Македонија е манастир на светот. Ете затоа раката ќе им се исуши. Раката ќе им се исуши на нашите македонски предавници, ако ја предадат земјата своја за 30 сребреници, за да купат место на лажна и валкана трпеза. Името ќе им се отпише ако се одречат од името на земјата своја и од името на народот свој и од името на јазикот свој и од песните на јазикот свој и од молитвите на јазикот свој и од заклетвите на јазикот свој и од здравиците на јазикот свој, па дури и од молчењето на јазикот свој. Затоа им велам да си го соберат паметот и да размислуваат за Македонија, не според она се кои ги плаќале, ги подкупиле и ги заразиле, туку според она со кои ги лекувале. Одиречено е и запишано е, во Светото Писмо е запишано.
Ако те соблазнува раката, по ракомена по сребро, пресечи ја и фрли ја. И уште е речено, и уште е запишано, во Светото писмо, во Библијата е запишано, ако те соблазнува окото, по лакомено по злато, ископај го и фрли го. Подобро, почесто и подостоинствено е да одиш сакат и слеп, отколку со извалкан образ. Затоа пак им велам да размислуваат за Македонија, не според она со кое ги заразиле, туку според она со кое ги лекувале. Оти Македонија не е остаток од светот, Македонија е душата на светот. Македонија, 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 Македонија. Ние, мили браќа и мили сестри, од себе крадевме, од залакот на нашите деца крадевме, светот го градевме. Иако ни е зборот единствен куршум, по зборот со камења ни фрлаат. Иако ни е песната единствена војна, од книгите ни ја бришат. Иако ни е црквата единствена куќа, темелите ги подкопуваат, па сепак ние низ илјадници векови и покрај мртви, и покрај жртви, и покрај клани, и покрај драни, и покрај ками, и покрај јами, и покрај сеот други презрено и просто, чекориме кон нашиот бел и честен обстој. Еве чекориме и со чист образ, со чисто срце и со здрав македонски исконски разум говориме. Обесправени македонци, обездомени, прогонети браќа наши, распарчена, обесправена и обеззаконета татковино наша, главата горе, ние сме секогаш со вас. Зашто иста мајка не раѓала, исти куршуми не дајджале, иста кама ни го секла гркланот, иста ортова ни висела на вратот, главата горе и на многа ја лета. На многа ја лета древному народу македонскому, на многа ја лета обесправеному народу македонскому, на многа ја лета Божјему народу македонскому, на многа ја лета благословеному народу македонскому и на многа ја лета безсмертному народу македонскому.